Председател на фестивалот, односно на собранието на фестивалот е Кирил Рисовски. Добре дојде во Мајкша сцена. Добро најдов. Како си, Кире, и колку е тешко да си председател? Прво е задоволството да го изразам дека во вашата емисија, бидејќи е секогаш афирмативно настроена кон уметностите, да го искажам моето задоволство. А инаку, колку е тешко? Мислам, тешко е во овие моменти. Тешко е финансиски, но тоа е веќе банално прашање. Од друга страна има голема задоволство да се дружите со сите на едно место, да ги видите сите своји колеги, како актери, како режисери, така натаму, сите што го сочинуваат театарот, како поединечни сегменти и така. Кире, многу тешко се доаѓаше до тебе овие денови, првите 4 денови помина пола фестивал. Буквално си растргнат на сите страни, сакаат да зборнат со тебе, да направат мовет луѓето. Како се чувствуваш ти? Вистина е заморна, ама од друга страна е обврска, така што еве и овој разговор кој што ме откинавте од една друга група го сваќам како должност и неопходно е тоа да се направи. И задоволство. И задоволство се разбира, а ако се чувствува замор, премор, тогаш нека ми простат тие што ќе го слушаат това. Тоа е едноставно 24-часовно живење на ден, нели, со фестивалот, и тоа е и убавината и другата страна на... Те гледам постојано на сите представи, на оние што се во официјална и на оние во програмата. Мора ли да си или задоволството е поголемо? Јас сите овие представи веќе сум ги гледал поеднаш или по два пати. Според мене мора. И сега веќе почна представата на Турскиот театар. Веќе сум вознемирен што не сум таму, затоа што моето присуство на некој начин е нешто што го дефинира фестивалот во една друга смисла, не во смисла на тоа да си давам важност, туку дека ако не сум присутен на представата, како да не и давам внимание како прв човек на фестивалот. Значи, во тој смисол, да, морам да присуствувам, некогаш е тоа замор, но во секој случај крајната работа е задоволство да се присуствува на сите представи кои што се избрани и кои што го прават имиџот и дигнитетот на фестивалот. Кои награди ќе се доделат на овие игри? Традиционално по статут, значи награда ако има за најдобра представа, тоа сигурно, но ако има, велам, во смисла на драмски текст, македонски драмски текст, во смисла на драматизација, на дали е роман, дали е преработка на некоја друга веќе напишана драма, и другите, значи 3 актерски награди, сценографија, костимографија, музика, плакат, епизодна улога, млад актер. За ов програмата има една единствена награда, што ја воведовме пред 3 години. Посебно жири постои за тоа и за таа награда текстот го оформуваат тогаш од она што е видено, тоа е свесно направено, значи дали е тоа алтернатива во смисла на истражување на театарот, форми нови во театарот, музички театар или не знам што, значи таа награда се доделува во смисла на она што се случува во програмата во алтернативниот театар во Македонија. Колку Прилеп живее за театарот и колку оние веќе уназад неколку години зборувања дека театарот во еден Чернодрински фестивал дека не треба да е во Прилеп, може би треба да е на друго место, се алудира на Скопје, е нешто логично или нелогично? Не, мислам, тоа прашање е апсолвирано веќе одамна. Не може, не постои. Таква работа не постои. Може во Скопје да се оформи нов фестивал, но Прилепскиот фестивал, Чернодрински, кој што веќе во 41-во издание, тоа никогаш нема да се исцели од овде.
Особено пак што по закон ние сме здружение на граѓани. Ако некој проба тоа да го направи, еве јас официјално кажувам дека од оваа година понатаму, бидејќи 10 години сум во фестивалот, ќе го препуштам на други, но ако тоа се случи, јас со 5, според законот, со 5 луѓе ќе оформам здружение на граѓани и ќе биде во Прилеп и повторно ќе конкурираме, па да видиме дали некој, мислам, еве, малку е дрскова што го кажувам, да видиме дали некој може да се осмели да направи друг чернодрински фестивал во Македонија. Тоа не постои. Мислам, тука апсолутно. Прилепската публика исто е досејна за еден ваков фестивал, затоа што таа живее за фестивалот. Апсолутно, па вие гледате дека се е преполно. Независно дали се 2, 3 или 4 представи на ден. Вие бевте и ланската година присутни, кога се случуваше 4 представи во иста вечер, сите преполни и еден ден имаш и во Битола и таа беше преполна. Значи 5 представи се случија. Мислам, тоа е нешто, некој феномен е тоа, но тоа е и феномен од еден аспект, но од друга страна, веројатно е тоа и традицијата, што веќе се воспитува, се култивира една публика која што сака театар, која што е зависна од театар. Зависнички се однесува кон ова наша уметност која што е, нели, таква како што е жива сега и овде. Ти благодарам, Кире, многу. Одиме двајцата да ја догледаме представата, иако имаме гледано турската драма, одлична представа. Се надевам дека оној што ќе те наследи ќе биде исто така добар како што беше ти овие години. Јас многу посакувам не само што ќе ме да го надгради, затоа што јас кога ја презедов ова одговорност, баш велам одговорност, апсолутно не мислам дека од мене нешто почна, туку продолжив од оно што го направиле моите постари колеги. Едноставно му посакувам на новиот, еве официјално, мислам готово, доста е со мене, му посакувам да продолжи со енергијата со која што влегов. А колку направиме, што направивме, тоа е долга приказна, ќе ги ставиме тие размисли, трауми и така натаму на хартија, па некој некогаш ќе каже дали тоа било надолна линија, нагорна линија и така натаму. Значи, апсолутно сум спремен да бранам и да се самокритикувам. Во Магична сцена го имаме и Кирил Ристовски. Здраво, добре дојде во Магична сцена, Кире. Добре најдов. Твојот пат е многу долг што се несува во театарот. Почнуваш од Прилеп, всушност, одиш во Скопје, студираш и после тоа некако се испреплетуваат театарот, факултетот, сите градови каде што глумеше. Како сега, гледајќи од оваа дистанца, го доживуваш се тоа што го помина овие изминати години? Се разбира дека како аматер пред се во Прилепскиот театар, во тие младински сцени, не ни сонував дека еден ден ќе се случи целото ова патешествие кој што го спомнавте. Значи, на кратко, 73-та година се запиша на факултет за драмски уметности, 77-ма дипломира, 77-ма се врати во Прилеп на така една полусезона и од 78 до 88 во МНТ бев актер, имав задоволство да одиграм една така поголема бројка на роли значајни во мојот живот и од 88 до денес сум на факултетот за драмски уметности професор по актерска игра. Се разбира дека едното и другото се преплетуваат затоа што се неминовни. Значи, ако ние на факултетот на студентите им предаваме нешто што се вика актерска игра, нешто што не може да се дефинира во кратко време, тоа е поврзано сепак и со праксата која што еден актер, па и режисер, седно, треба да ја има и треба да ја негува и треба постојано да се проверува и самиот себе си и да го новото време да проба да го артикулира и низ себе си како актер и евентуално искуствата да ги пренесува на своите студенти. Колку долго си направил пауза да не одиграш представа? Па скоро да немам пауза. Значи, 1 до 2 представи најмалку во годината имам, што според мене е доволно да одржувам актерска кондиција. За повеќе па и не би сакал, но во меѓувреме
нели, некаде во филм сум учествувал, некаде сум учествувал во разни различни манифестации, како што е познато, доста активно, еве 10 години со фестивалот сум директно инволвиран, да не речем на чело на фестивалот, така што На Војдан Чернодрински. да, на Чернодрински, така што човек никогаш не е задоволен, меѓутоа можам да кажам дека сето тоа ме исполнува, затоа што барем во нашата професија, актерската и се ова што го спомнав, сето тоа е едно со друго врзано, мора да се спои и тоа нели не прави среќни, не прави да чувствуваме дека постоиме. Во други професии можеби луѓето и помалку сакат да работат, но актер кој што не работи, се разбира и како професор на факултетот, тоа што не постои. Нели? Сцената е нашиот живот, искуствата од сцената ги пренесуваме на младите, таа комуникација со младите исто така на еден посебен начин ме исполнува, така што велам, ќе повторам, иако не може човек да каже дека до крај се реализирал и во овој период од околу 30 на години, мислам 31 имам стаж, меѓутоа еден поголем дел од овие 30 години имам еден богат, полн актерски живот. Така. Ме интересира кога доаѓаат новите студенти и кога ги градат првите улоги, дали во Скопје или во градовите низ Македонија. Дали ви се обраќаат това за помош, како всушност да ја одиграат улогата или па ги препуштате на режисерите? После дипломирањето? Не, првата година, втората, третата кога почнуваат, првите улоги кога ги добиваат. Тоа е еден процес кој што трае 4 години, знаете дека еден професор зема класа и 4 години ја води, така што новото време, веќе ново време, зборувам, бидејќи затекнав најмалку два принципа, најмалку велам два принципа во кратко телеграфски да кажам. Значи, јас бев актер во едно време кога режисерите беа на некој начин условно деспоти, нивниот збор се слушаше и актерите требаше да бидат послушници, да извршуваат одредени задачи. Меѓутоа, за моја среќа и за среќа на новите генерации, сосема е друг театар од денес, така што ние и како колеги, а актер бидејќи сум, и како професори, сосема на еден друг принцип им ги откриваме тајните, ако така може да се каже, на младите студенти. Се разбира дека постојано користиме наши искуства, но она што е најсуштинско, обратен е процесот, значи пробаме да ги отвориме креативните можности на младите студенти, на младите актери, мои колеги, со кои што еве играм, како и вечерва, што е големо задоволство да играш со своји студенти. И се разбира она што е еден дел што го викаме занает, кој што е нешто што ќе го научат тие и без академијата. Значи пак ќе повторам, најсуштинското е како нивниот потенцијал, нивната креативна енергија да се отвори од нив повеќе да доаѓа. Значи, тие две разлики доста добро сум ги почувствувал, сум ги поминал и како актер, така што во тој смисол секогаш имаме, да се вратам на прашањето, секогаш имаме една изморедна соработка, затоа што како актер пак и сум влегол, сум достигнал до некои тајни кои што се откриваат низ животот, затоа што не постои една формула како се станува актер.
Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добре дојде во магична сцена и за Благојот Спирковски. Џумерко, добре дојде и честито пензионирање. Фала да си здрав и живи и ти да си дочекаш. Тоа се случи летово, така нешто? Па некаде од 15 август сум во пензија, али се уште на паушал да си одиграм представите кои се на репертуара на Народниот театар од Прилеп. И не само на репертуар, што се и сите представи што ќе бидат во иднина. Дај Боже, сега ако некој пројави желба да ме ангажира во некој проект, устав на располагање. Јас мислам дека сигурно ќе има не само желба, него задолжително појавување на тебе во твое во театарските представи, затоа што некако си заштитен знак на театарот во Прилеп. Сите овие години. Па добро сега, да речеме, малце повеќе може да сум експониран од другите на тој план, на телевизија, на филм и така натаму, али во Прилепскиот театар има сега се уште добар потенцијал, односно има млад кадар кој што да речеме не треба да се страхува за иднината на нашиот театар. Сигурно. Џумерко, кога сега се пензионираш, што размислуваш ако ги вратиме сите овие години? Дали си ги одиграл правите улоги? Дали си задоволен до нешто си го одиграл, што ти го давале режисерите? Дали си можел нешто друго? Дали жалиш по некоја улога? Чекај малце да земам знаење. Ајде. Обично после представа сакам да испиjem по една ракија, разбираш ме, да се релаксира душата. На тој план се уште немам размислувано дали да речеме нешто ми фали, некоја улога. Да речеме, може ми фали еден Брехт, еден Пунтила. Иако да речеме двајца режисери се трудеа да таа представа да ја направа, да играм јас Пунтила. Не знам, може би нешто друго фали, али јас се чувствувам, мислам, досега мене ме третирале како актер кој што да речеме повеќе му лежат тие улоги, да речеме, од македонски карактер, Насилјан Штрков, па Итар Пео, па Метово, сега баш со професорката Мими Танеска разговаравме за Мето во Глогов Џбун. Не знам, не сум размислувал за тоа. Може ми фали некој Чехов. Ја Чехов не да го сакам, го обожавам и сите актери, да речеме, кои што држат до себе си, односно и кои што го сака театаро, мора Чехов да го има некаде така што викаме ние во некој лев десен джеп, дали да речеме расказите од Чехов, дали да речеме расказите, дали едночинките на Чехов или драмите на Чехов, али да се разберем на работа. Не така многу одамна еден за мене Чехов во Прилеп, тој е Платнаро. Не напушти, мене тоа страшно ме погоди. Јас со Платнаро бе многу близок и како пријател, колега и така натаму имаше страшни текстови. Тој многу често се дружеше со мене и просто репликите кои вака седевне се дружевне и правеше лик од тоа. Не знам. Може би да речеме се дума, може би за крај, ако не за крај, туку како представа која да ќе се простам од Прилепскиот театар како пензионер, може би го посакал тој Пунтила од Брехт. Мислиш дека ќе се простиш? Не да се простам, јас и да се разберем на работа 40 години, не се малце период. Ако земиш да ме во обзир дека, пример, јас многу често го кажувам нешто јас поќе сум в театар во дома. Оти се бајле што проба во 10 до 2 одиш дома, па се враќаш на представа. Поќе си в театар во дома. Мене дома ми е театар, мене не ми е домата моја, куќата, жената ми, фамилијата. Мене цел живот ми е театар. Без оглед на тоа да речеме пример дали сум гостувал во Штип, Кејка Царов, или во Битола, или во Велес, да се дружам со Јордан Витанов, со Гравчек, кој не го сакам, го обожавам, или со Младен Крстевски, или Струмица, со Ване Мелев, тие се добри колеги и пријатели. Сега како пензионер ќе имаш ли повеќе време да ги посетуваш останатите театри? Па се зависи од многу причини. Јас обично во еден период бев многу подвижен. Мислам подвижен во смисла не пропуштав премиера во Битола, Велес, Штип. Струмица на 2 пати имам поеднал со господјата. Се зависи од тоа да речеме колку се ќе бидам во можност сам тоа да го подмирам, а ќе можам, најверојатно.
Сакам да гледам театар. Секој гледа на театарот, то ти е, ја не гледам театар обично. Мислам, и сите мои колеги не гледаме театар. Не гледаме ние представата. Јас, кога ќе гледам представа, сам се пикам во некој од тие ликоите и одма ми иди како јас то би го направил. Не знам, може би кај другите колеги иста ситуација е. Обично добра представа, ме вознемирува, ме тревожи, ме восхитува. А знам и да реагирам на некоја лоша представа, која што да чуем пример. Не знам од кои причини е лоша. Да актерите своето не го одале, сега баш со ми танеска професорка да правим не могла без една представа во која и кажав дека имам чувство дека ако да речеме направим не само чекор фазла во една представа, ме разбирате? Немаше да ни умри Магарето. Магарето не ни умре. Тоа е метафора за представата. Али мене во времето професорот Милчин ми рече, абе Џумер, кој кабе, дај малце направи фазла, напор, речи го, да не ти умри Магарето. И тој ми кажа, вика, направи го уште тоа фазла, дај од себе, извај, ако треба фазла енергија, ќе види дека ќе биде подобро. А истото чувство ги имам за таа представа, бидејќи мислам дека ако малце поиќе стегнеме на педал, сите актери и така натаму, ќе извлечеме фазла нас максимум и ќе беше подобро. Али тоа беше сега ќе кажам за Охрид, за представата за Макбет од господин Коле Ангеловски, а се ева саботата истиот тој Макбет на нашата сцена прозвучи феноменално. Какво е чувството за оваа представа вечерашна совршенство или спорт? Тоа е зачудна представа. Зачудна представа. Има линија една многу добра. Сега да речеме, секоја представа која е многу масовна е. Треба многу дисциплина. Имате тука да речеме актери, имате гости актери, имате студенти, аматери и така натаму. Ние за релативно краток период дојдоме до еден резултат кој што да речеме пример према мене е завиден. Не само завиден, туку представата е многу зачудна, се измешани термини, појмои. Ја да речеме сега пати ја спомнам таа професорката, таа Мими Танеска, ќе досада. Денеска по трет пат. Треба да честим Мими. Да, по трет пат има онај текст кој ќе го кажува тој текст, вика Стојан би го тепа, вика клисура. Да. Да ги видеше, вика, со опулт и го тепаше. Го најдовне по 3 дена, а во раката имаше израстено попадиче. И кој ќе почне да ја кажува таа сцената со таа, да речи го, со детето кое очината, очината ги трија, ги онади, не знам зошто стално ми доаѓа нешто. Вака ми е душата, гледај сега каков текст, како е кажано, колку е близо, колку е топол. И на тие што сме за сцена не идас просто солзи на очи. Секој различно ги доживува представите. Во секој случај представата е многу бава и многу е интересна за гледање. Затоа реков ја, зачудна и интересна е. Интересна и мене многу се допаѓа таа сцената со тие војските кај што знаеш како Бугарската, грчка и онако тоа во едно парче земја, може би тоа на баш таа масовност доаѓа просто се турка тие војските на сцена, а и тоа е Македонија вече. Да. Една рака земја, 3 различни војски дојдени. Нема место каде да застана. Да. Да те прашам нешто. Ноклета, да не му текнува. Што да не му текнува, оче? Да не те превртува, натиснува, потиснува, спружува и обслужува. Како не, оче, како не? Нека поминат ни 3 месеци, туку е веќе го плязга, но плечи качи ми се. Така ти си има заредено? Да. Море машала, ова му е. Термат не ми да, оче, ме откинува. Ало, се декшаваш со клепалото, мислам како стои тука. Дали и мандалото му е за пофалба, Богу фала. Оче, Попер, да не ти да изполајмо него да го видиш. На ум ќе ставиш, може да се случи и да обневидиш. Така, толкавно е, като од дете пеленаче палче ножно. Вистина, машала! Ладно, бојната, мајка ще уродила. Море маш,
Драги љубители на театарот, се јавуваме од Велешкиот театар, каде ја проследивме премиерата на Железното пиле, по текст на Благо Ристевски Платнарот, во главна улога на Благо Спирковски Џумерко и многу убаво кога прилепчани ќе се најдат во Велес. Драго Џуми, добро им дојде во магична сцена. Добре, те најдо да си здрав и жив и да се гледаме само заедно, поготово на едни вакви средби кои да речеме ќе ни го вратат нешто, мислам, убавото во душата. Да. Бидејќи за текстовите од Платнар не треба многу да се зборува, треба да се вида и да се доживее. Се е кажано и треба да се слушна само. Режисерот Јордан Витанов кога ти се јави, затоа што вие бевте одлични пријатели со Платнарот, какви емоции ти наида? Па сега да ти кажам, браво, мислам, да ви кажам или да ти кажам? Да ми кажеш нормално. Ќе ти кажам, шепам. Затоа сум седнато дека Господа чува. Е сега вака, да речеме пример, ние Платнаро, Бог да опрости, јас и Јордан, бевме еден чуден тандем кој што многу знаеше да размислува, да се дружи и да се клешти. Ние обовезно кога ќе се соберевме тројцата, тоа беше ама смејне, буквално клештење, разбираш. Тоа сето богатство што Платнаро го имаше во себе, знаеше да го пренеси на нас и така да речеме пример со ракија или било или со седенка обична или со една чорба, знаеме тоа да направиме да биде богато. За Железно пиле конкретно кога Платнаро почна да го пишува, ние се дружевме со него и тоа интензивно. Платнар имаше еден чуден табиет, тој пишуваше са бајле рано од кај 3,5 до кај 6. Ако тогаш нешто напиши, пишува, ако не, не пишува. Ја многу често кога знаев да речеме да ја спом дено и ноќта. Се случува кај уметникот да речеме некај сите, кај мене понекогаш да. И му одев, знаев кај пишува и на пенжере го плашев како буба. Ќе му прави вака. Ајде влег во истоко, знам дека си ти. То едно и да речеме бев од тие можеби среќници, да речам, или то задоволство, јас го имав тие текстови што Платнар ги пишуваше сцена по сцена, ми даваше мене да ги читнам. Поготово за Железно пиле, бидејќи тој Попо, Неделко, е правен под терк негов, за сурато мој лепен. Така. Едно и второ, ќе даеше сцената да ја читнам и ќе се сретнем и ќе му кажам. Пилево ти е арно, само земи троножица, клюцата па се куне. Оти многу да не го пролеташ. Додена и откроена на крајчата е десето. Или па нешто како, гледај малце речеме тие колцата, за да може да заџидаш убо, не убо најдаш да лети. Нека се заџида пилето. Испадна добар текст, да речеме, ние јас пред 7 години играме Канас театар. Не правам спор. Има различно видување, така. Различно видување, али мислам дека Јордан, на кого што уште во старту му верував, дека ќе направи зачудна представа и е зачудна, од многу согледувања. Целото богатство на тексто го издаче на сцена. Има скратувања радикални, значи кои што мене ми се допаднаја. И кога разговаравме, да речеме, за таа трета сцена, она сцена со кај што тие девојките го, мислам, жените го говорат тексто, а ние како културно-метничкото друштво Мало Којнари пејме, тоа страшно ми се допадна. И сега пред 2 дена мене ми текна дека тоа може да се докачи, да се надгради со тоа оп, поклони се, оп и насмени. Тоа е право културно-метничко друштво Мало Којнари. Како мислиш останатите колеги твои од Велес дека го изговараат текстот правилно или не? Да се разбереме, текстот овој од Платнаро е со по едно подкачен јазик и многу добро е тоа да што тие се вклопија во тоа од проста причина. Јас не инсистирав на она, што јас Платнаро добро го познавам и како текст. Тие сами водени од тоа, јас како го кажував тексто, покушаваат да ваѓа аксенски целини, целосни и да прозвучи текст онака како што е. Али и вистина така делуваше текстот. Платнаро му е пишувана како поезија, а во проза е. Али ритам ако ватиш на репликата, ќе видиш дека нешто како си има ритам и рима и надградба има целиот текст. Тешко ли беше да се совлада? Колку време имавте проби, како да ја пробите? Сега како тешко пробите. Проби како Еден проби. пензионер, колку беше лесно или тешко?
Не, за пензионер то не е тешко од проста причина што јас не се чувствувам како пензионер, бе. Па и фала Богу дека не се чувствуваш ти поактивен си од сите актери кои што се запослени. Ма не само тоа, туку се работи за друго, овдека да речеме пример, еве Лила влезе од режисерот, жената му не вознемири. Така. И одека станува за друго нешто збор. Во истиот период кога се работеше оваа представа што господин Витанов почна да работи, Така, имаше не, ја имам прилеп, има премиера. Имаше премиера, да. Али јас не ритнав ни една проба, да се разбереме. Да, сигурно. Нормално тоа е. Ама овде кај господин Младен се работеше друга представа. Така да ние моравме да пририпнуваме, ај сега чекај го овој актер, овој зафатен мамо, овој таму е, така да тоа малце се одолжи, али мислам се склопи представата и покрај тоа што имаше во тој период, не треба да забораваме тие блокади. Така, Ја колку пати сум трошел, Стигнеш до не, пола- авторитет сум трошел. Ќе се качам таму, ќе му кажам, жиди, мајка, замижи таксио да замени проба, веле си имам. И еднаш кај ми рече, абе, доста бе ти глумец, што проби правиш таму, шо иш таму, ти кај нас треба да видиш, абе, и кај вас, ама и таму треба да бидам. И не ме пушти, и отидов со воз тасав. Му се јавив на Јордан, слушај мамо, кога е права, закажам толку за тоа. Возот трга во 3:15, јас сум во 6, презакажи ја пробата. Затоа ова се гледа дека си ги љубиш театарските сцени и затоа па и публиката те сака тебе подеднакви во Прилеп и во Велес и во другите места каде Не, настапуваш. не правам на компарација во Македонија за публиката од проста причина што публиката сака добро. А доброто кога ќе го мислам кога ќе го добија на доброто што го сака, тоа дали ќе бидеш тип, дали Куманово, дали Битола, не е врска тоа. Така.